Здраво, дечки и девојки, како така стигнавме до петото поглавје од Е, баш ме заболе. Драго ми е што сте тука, драго ми е што ви го задржувам вниманието, колку сте толку сте. Секако дека не може на секого еден да му се бенди со оваа книга. Ќе видиме што ќе читаме понатаму. Сега остануваме со Марк Менсон, а петото поглавје носи наслов Секогаш избираш. Замисли си некој да ти стави пиштол на глава и да ти каже дека ќе мораш да истрчаш повеќе од 42 километри за помалку од 5 часа или инаку ќе те убие и тебе и целото твое семејство. Тоа би било нешто на вистина ужасно. Сега замисли си дека си купил добри патики и друга опрема за трчање, дека си тренирал посветено со месеци и дека си го истрчал твојот прв маратон, додека целото твое семејство и пријателите те бодрат на целта. Тоа би можело да ти биде еден од најгордите мигови во животот. Токму истите 42 километри. Што треба да ги трча токму истата личност. И токму истата болка треба да мине низ токму истите нозе. Но кога тоа нешто што било избрано со слободна волја и кога за такво нешто си бил подготвен, тоа представува една славна и важна етапа од твојот живот. Но кога истото нешто ти е наметнато против твојата волја, тогаш тоа испаѓа едно од најужасните и најболни искуства во животот. Често единствената разлика помеѓу тоа дали еден проблем ќе биде болен или ќе биде согледан како моќен е во тоа дали ние сме тие што го избрале, како и во тоа дека ние сме тие што сме одговорни за него. Ако се чувствуваш мизерно во ситуацијата во која се наоѓаш тековно, тоа веројатно е така затоа што чувствуваш дека некој дел од тебе не е во твоја контрола. Дека постои некаков проблем што не си способен да го решиш, проблем што некако ти бил наметнат без да можеш да избираш дали го сакаш или не. Кога чувствуваме дека си ги одбираме проблемите, се чувствуваме како да ја имаме моќта во своји раце. Кога чувствуваме како нашите проблеми да ни се наметнуваат против наша волја, се чувствуваме како жртви и мизерно. Изборот. Вилијам Џејмс имал проблеми. Навистина лоши проблеми. Иако бил роден во богато и истакнато семејство, Џејмс уште од раѓањето страдал од здравствени проблеми опасни по животот. Проблеми со очите, од кои како мал бил делумно слеп. Ужасни проблеми со желудникот, што му предизвикувале неверојатна мачнина и постојани повраќања и го принудувале на многу чуден и посебен вид исхрана. Проблеми со слухот и грчеви во грбот, што биле толку лоши, што со денови не можел да стои или да седи исправен. Поради здравствените проблеми, Џејмс по големиот дел од времето го минувал дома. Немал многу пријатели и не се истакнувал особено на училиште. Деновите ги минувал во сликање. Тоа било единственото нешто што го сакал и единственото нешто за што чувствувал дека е особено добар. За жал, тоа не го мислел никој друг. Кога влегол во возрастната доба, неговите дела не ги купувал никој. А како времето се повеќе минувало, така татко му, богат бизнисмен, се повеќе го критикувал и го исмевал поради мрзливоста и недостигот на талент. Во меѓувреме, неговиот помлад брат, Хенри Џејмс, станал светски познат романописец. Сестра му, Алис Џејмс, исто така заработувала добро како писателка. Вилијамс бил чудакот, црната овца во семејството. При еден очаен обид за спас на иднината на младиот човек, татко му на Џејмс ги искористил врските што ги имал во светот на бизнисот за да го примат во Харвардското медицинско училиште. Како што му кажал татко му, тоа му била последната шанса. Ако ја оплеска работата и овој пат, за него веќе нема надеж. Но Џејмс на Харвард воопшто не се пронашол себе си. Нему медицината никогаш и не му се допаѓала. Тој целото време таму се чувствувал како лажго, како измамник. Конечно, ако не можел да ги надмине сопствените проблеми, како би можел воопшто да се надева да ја има енергијата за да им помага на другите со нивните проблеми. А еден ден, по една визита на психијатарска установа, Џејмс во својот дневник запишал дека се чувствува како да има повеќе заеднички нешта со пациентите, отколку со лекарите.
Поминале неколку години и повторно на негодување и на неодобрување од страна на татко му, Джеймс се отпишал од медицинското училиште. Но наместо да се соочи со гневот на татко му, одлучува да побегне. Се пријавува како доброволец на една антрополошка експедиција во амазонската прашума. Ова се случува во 70-тите години на 19-тиот век, така што трансконтиненталните патувања биле тешки и опасни. Ако си играл компјутерската игра Oregon Trail, како мал може да се каже дека овие патувања се навистина проследени со многу од нештата што се сретнуваат во оваа игра, например дизентерија, давење добиток и слично. Сепак Джеймс успева да стигне до Амазон, каде што требало да почне вистинската авантура. Изненадувачки, неговото кревко здравје успеало да не потклекне за време на целиот тој пат. Но кога конечно стигнал таму, уште веднаш на првиот ден од експедицијата фатил си паници и за малку ќе умрел во џунглата. Тогаш му се вратили и грчевите во грбот, што биле толку болни, што од нив Джеймс не можел да оди. Во таква ситуација, изгладнет и ослабен од болеста, неподвижен поради болките во грбот и оставен среде Јужна Америка, при што преостанатиот дел од експедицијата продолжува без него, без никаков поим како и дали ќе успее да се врати дома, тргнува на пат назад, што ќе трае со месеци и кој веројатно сепак ќе го убие. Но тој некако по долго патување успева да стигне назад во Нова Англија, каде што го пречекува неговиот дури и уште повеќе од претходно разочаран татко. Зашто сега младиот човек веќе и не е толку млад. Има речиси 30 години, се е уште невработен, неуспешен во што и да се обиде и има тело што постојано го изневерува и за кое нема изгледи ситуацијата кога било да му се подобри. И покрај сите предности и можности што му биле дадени во животот, сега се било пропаднато. Како единствените постојани нешта во неговиот живот да биле страдањето и разочарувањето. Джеймс паднал во длабока депресија и почнал да прави планови за тоа како да си го одземе животот. Но, една ноќ, читајќи некои предавања од филозофот Чарлс Пирс, Джеймс одлучил да спроведе мал експеримент. Тој во неговиот дневник запишал дека ќе помине една година, верувајќи во тоа дека токму тој и никој друг е 100% одговорен за се што му се случува во животот без оглед на се. За време на овој период, тој ќе стори се што е во негова моќ за да ги смени околностите, без оглед на веројатност од неуспех. Ако таа година ништо не се сменало на подобро, тогаш би било очигледно дека тој е навистина немоќен во однос на условите околу него, поради што ќе си го одземе животот. Исходот? Вилијам Джеймс станува татко на американската психологија. Неговите книги се преведени на кој знае колку јазици и тој се смета за еден од највлијателните интелектуалци, филозофи, психолози на неговата генерација. Ке стане професор на Харвард и ќе ги пропатува по големиот дел од САД и од Европа, одржувајќи предавања на многу места. Ке се ожени и ќе има 5 деца, од кои едното, Хенри, ќе стане познат биограф и ќе ја добие Пулицеровата награда. Джеймс подоцна, овој негов мал експеримент ќе го именува како негова преродба и токму нему ќе му ги препишува заслугите за буквално се што подоцна ќе постигне во животот. Постои едно едноставно сваќање од кое што произлегува целокупното подобрување и развојот во животот. Тоа е сваќањето дека ние, секој посебно, сме одговорни за се што ни се случува во животот без оглед на надворешните услови и околности. Ние не го контролираме секогаш она што ни се случува, но секогаш го контролираме тоа како го толкуваме, како навистина реагираме на она што ни се случува. Без оглед дали го препознаваме тоа на свесно ниво или не, ние сме секогаш одговорни за нашите искуства. Невозможно е тоа да не биде така. Одлучувањето на станите што ни го сочинуваат животот да не се толкуваат свесно е сепак едно толкување на настаните во нашите животи. Одлучувањето да не се реагира на настаните што ни го сочинуваат животот е сепак реакција на настаните во нашите животи. Дури и да се случи да те прегази циркуски автомобил со возач клован
и што се вели да те извади од такт еден преполн школски автобус, одговорноста за тоа да го протолкуваш значањето на дадената случка и да одбереш како ќе реагираш е сепак само твоја. Без оглед дали го сакаме тоа или не, ние секогаш земаме активна улога во она што се случува во и околу нас. Постојано го толкуваме значењето на секој момент и на секоја појава. Секогаш ги одбираме вредностите според кои ќе живееме и стандардите според кои ќе го проценуваме сето она што ќе ни се случува. Често една иста случка може да биде добра или лоша, во зависност од мерките за процена што ќе одлучиме да ги употребиме. Суштината е во тоа дека секогаш одбираме, без оглед на тоа дали го препознаваме тоа или не. Секогаш. А со ова се враќаме на тоа дека всушност такво нешто како што е постановката да не ти е гајле за ништо, не постои. Такво нешто едноставно не е можно. На секого од нас мора да му е гајле за нешто. Конечно, да не ти е гајле за ништо, сепак значи да ти е гајле за нешто. Вистинското прашање што се наметнува овде е следново. Како избираме за што да ни биде гајле? Кои се вредностите што ги избираме за врзнив да го втемелиме нашето дејствување? Кои се стандардите што ги избираме за проценувањето на сопствениот живот? И дали изборите што ги правиме се добри? Дали станува збор за добри вредности и добри стандарди? Одговорноста, погрешноста во чувствувањето вина. Пред многу години, кога бев многу помлад и поглупав, напишав еден текст на еден блог што завршуваше со нешто како и како што еден голем филозоф еднаш рекол, големата моќ повлекува и голема одговорност. Тоа ми звучеше некако убаво и авторитативно. Не можев да се сетам кој го кажал тоа, а и моите пребарувања по Google не ми го дадоа одговорот, но сепак го поставив. Некако многу одговараше како за крај на текстот. Околу 10 минути подоцна пристигна првиот коментар. Мислам дека големиот филозоф кој го цитираш овде е Чичко Бен од филмот Спајдермен. И како што рекол уште еден голем филозоф, поѓаволите. Големата моќ повлекува и голема одговорност. Последните зборови на Чичко Бен пред еден крадец кој Питер Паркер дозволува да побегне и кој го убива на еден тротоар полн со луѓе без апсолутно никаква објаснива причина. Ете кој бил тој голем филозоф. Сепак, нема таков меѓу нас кој не ја чул оваа реченица. Се повторува мощна често, обично во ироничен контекст и по околу 7 пива. Тоа е една од оние совршени реченици што звучат на вистина интелигентно, а сепак таа во основата само ти кажува нешто што веќе го знаеш, дури и да не си ни помислил ништо слично никогаш порано. Големата моќ повлекува и голема одговорност. Тоа е точно. Но има и подобра верзија на овој цитат, верзија што всушност на вистина открива подлабоко значење, а се што треба да се стори е да се сменат именките. Големата одговорност повлекува и голема моќ. Во колку поголема мера одлучуваме да прифатиме да бидеме одговорни во животот, толку повеќе ќе имаме поголема моќ врз сопствените животи. Од тука, прифаќањето на одговорноста за нашите проблеми е и првиот чекор кон нивното решавање. Познавав еден човек кој беше убеден во тоа дека причината поради која ниедна жена не сака да излезе со него на состанок е затоа што е пренизок. Беше образован, интересен и згоден, во суштината она што се нарекува добра прилика, но беше апсолутно убеден во тоа дека жените го сметаат за пренизок за да го прифатат тоа да излезат на состанок со него. А токму поради тоа што тој се чувствуваше така, дека е пренизок, тој и не излегуваше често каде што би можел да се обидува, да се сретне и да се дружи со жени. А и оние неколку пати, кога го стори тоа завршуваше со земање при срце и на најмалите знаци на двоумење кај жените со кои ќе поразговараше, иако во тоа може и да немало апсолутно ништо што би можело да укаже на тоа дека тој не е доволно привлечен за соговорничката,
пошто тој ќе си се убедеше дека не и се допаѓа, иако во суштината можеби било токму спротивното. Како што можете и да замислите, неговиот љубовен живот беше катастрофа. Она што тој го немаше сватено беше дека токму тој самиот го имаше избрано она нешто што му предизвикуваше болка – висината. И поради тоа, што и да направеше, беше џабе. Оваа негова претпоставка на вистина го зафркна. Му направи на човеков на вистина голем проблем. Да си мисли дека не е доволно висок во еден свет, според него, создаден за високи луѓе. А постојат многу подобри вредности што можел да ги прифати во однос на љубовниот живот. Сакам да одам на состаноци само со жени на кои им се допаѓам онаков каков што сум. Би можело да биде добра премиса за почеток. Една премиса за валидно проценување на вредностите, како што се честноста и прифаќањето. Но ова не се вредностите што тој ги имаше избрано. Тој веројатно дури не ни беше свесен дека самиот го одбира својот систем на вредности или пак дека може да го стори тоа. И иако не беше свесен за тоа, токму тој самиот беше одговорен за сопствените проблеми. Но и покрај тоа, тој продолжуваше со поплаките. Ама немам друг избор, ки им велеше на шанкерите. Нема што да правам друго. Жените се површни и суетни и никогаш нема да им се допаѓа. Да, за тоа што не сакаат едно плитко типче, кое не прави ништо друго, освен што се само сожалува. Виновни се буквално сите жени, сите до една. Тоа е толку очигледно. Многу луѓе не сакаат да ја превземат одговорноста за сопствените проблеми, затоа што веруваат дека да си одговорен за своите проблеми е исто што и да си виновен за сопствените проблеми. Во нашата култура, одговорноста и вината често одат, што се вели, рака под рака. Но тие се две различни нешта. Ако те удрам со автомобилот, јас сум во исто време и виновник и веројатно правно одговорен и должен некако да те обештетам. Дури и ако сум те удрил без намера, одговорноста за тоа што сум те удрил сепак паѓа на мене. Во нашето општество, вината действува токму на овој начин. Ако се случи нешто да зафркнеш, едноставно мораш да се потрудиш и да го поправиш. И тоа и треба да биде така. Но има и проблеми за кои и не сме виновни, но сме сепак одговорни за нив. Например, ако еден ден, кога ќе се разбудиш, на твојот праг најдеш новороденче, вината за тоа што бебето е тука, секако не е твоја. Но одговорноста за него секако да. Ќе бидеш ставен пред изборот што и како да правиш со него. А што и да избереш, дали да го задржиш, дали да се ослободиш од него, дали да се обидеш да го игнорираш или пак да му го дадеш на некој питбул за да го изеде, несомнено ќе бидеш соочен со проблеми како резултат на твојот избор, за кои исто така ќе бидеш одговорен. Судиите не ги избираат случаите што ќе ги судат. Кога еден случај ќе заврши на суд, судијата кому му е доделен случајот ниту го извршил злосторството, ниту бил негов сведок, ниту пак на било каков начин лично засегнат од него, но е сепак одговорен за даденото злосторство. Од тука, судијата мора да ги избере последиците. Тој или таа мора да ги избере стандардите и да ги процени мерките според кои ќе биде проценет известниот законски престап и мора да се осигура дека избраните мерки ќе бидат доследно спроведени. Одговорни сме за искуства за кои вината не е наша цело време. Тоа е неминовен дел од животот. Ова е еден од можните начини на кои може да се размислува за разликата помеѓу овие два концепта. Вината се наоѓа во минатото време. Одговорноста пак е во сегашното време. Вината представува резултат од избори што се веќе направени. Одговорноста произлегува од изборите што се прават тековно, во секоја секунда од секој ден. Ти избираш да го читаш ова што го читаш. Ти избираш да размислуваш за овие концепти. Ти избираш дали ќе ги прифатиш или ќе ги одбиеш овие концепти. Може би вината за тоа што ќе мислиш дека моите мисли се за никаде е моја, но одговорноста за донесувањето на твоите заклучоци е твоја
и ничија друга. Вината за тоа што јас сум одлучил да ја напишам токму оваа реченица не е твоја. А сепак, ти си одговорен за тоа што си одбрал да ја прочиташ. Или можеби да не го сториш тоа. Постои разлика помеѓу тоа да обвинуваш некого друг за известна ситуација или состојба во која се наоѓаш и тоа известната личност навистина да биде одговорна за состојбата или ситуацијата во која се наоѓаш. Никој друг никогаш не е одговорен за тоа каде си, што си и како, освен ти самиот. За твојата несреќа можат да се обвинат многу луѓе, но за неа не е одговорен никој освен ти. А тоа е така затоа што ти си оној што секогаш избира како ќе ги види нештата, како ќе реагира на нив и како ќе ги проценува. Секогаш си ти оној што ги одбира модалитетите и начините за процена на твоите искуства. Мојата прва девојка ме откачи спектакуларно. Ме мамеше со незиниот професор. Беше неверојатно. Кога велам дека беше неверојатно, сакам да кажам дека се чувствував како некој да ме удрил во стомак 253 пати. А за нештата да бидат уште полоши, кога се соочив со неа и кога и кажав дека знам што се случува, таа едноставно ми раскина и си продолжи со него. И така, 3 години заедно отидоа во неврат. Туку така. Потоа се чувствував за никаде со месеци. Во ред, такво нешто можеше да се очекува. Но, за тоа што се чувствував мизерно, ја обвинував првенствено неа. А тоа, верувате ми, на зборот не ме однесе многу далеко. Само ме направи уште помизерен. А тогаш, тоа беше така, затоа што не можев да ја контролирам. И колку и да и се јавував на телефон, колку пати да ја викав или да ја молев да се смириме, и колку пати да се појавев ненајавен кај неа, при што направив и секакви други будалштини, што вообичаено ги прават поранешните момчиња, сепак не можев да ги контролирам ниту нејзините емоции, ниту нејзините дејства. Конечно, додека таа навистина беше виновна за тоа како се чувствував, таа никогаш не беше одговорна за тоа како се чувствував. Одговорноста за тоа си беше само моја. По некое време, по многу и пролеани солзи и испијан алкохол, мислите полека почнаа да ми се пренасочуваат и јас почнав да сваќам дека иако таа ми направи нешто ужасно и иако таа можеше и требаше да ја понесе вината за тоа нешто, сега тоа да си ја вратам сопствената среќа беше само моја и ничија туѓа одговорност. Сватив дека таа веќе никогаш нема само едноставно да се појави и да ги суреди нештата за мене. Јас сега едноставно морав да ги суредам нештата сам. Кога го фатив овој текст, се случија неколку нешта. Прво, почнав да се подобрувам самиот себе си. Почнав да вежбам и да минувам повеќе време со пријателите, кои ги имав запоставено. Почнав намерно да се запознавам со нови луѓе. Заминав на долго студиско патување во странство и работев неколку волонтерски работи. И полека почнав да се чувствувам подобро. Се уште ја презирав мојата поранешна девојка поради она што го стори. Но сега барем почнав да ја превзимам одговорноста за сопствените емоции. А правејќи го тоа, всушност, избрав подобри вредности. Вредности насочени повеќе кон водење сметка за себе си, кон учење на тоа како да се чувствувам подобро во сопствената кожа, отколку кон тоа како неа да ја натерам да го поправи она што го скрши. Инаку, целото ова сметање на неа за одговорна за моите емоции е веројатно дел од тоа зошто таа воопшто и ме напушти. Потоа, 1 година подоцна, почна да се случува нешто многу интересно. Додека размислував за нашата врска, почнав да забележувам проблеми што ги немав забележано претходно. Проблеми за кои вината требаше да падне на мене и за кои јас можев и требаше да сторам нешто за да се разрешат. Сватив дека многу веројатно јас и не бев кој знае какво момче во таа врска,
како и дека луѓето не се решаваат туку така магично да ги изневеруваат партнерите ако не се несрекни од некоја причина. Со ова не велам дека она што го стори мојата поранешна девојка е за оправдување. За тоа овде воопшто не станува збор. Но тоа што си ги препознав и ги признав собствените грешки, ми помогна да сватам дека јас можеби и не сум бил невината жртва за која се сметав дека сум. Да сватам дека и јас имав свој удел во тоа нашата врска да стане нефункционална и да се одолжи онолку колку што се одолжи. Конечно, луѓето што стапуваат во врска би требало да споделуваат слични вредности. И ако сум бил во врска со некој со никакви вредности толку време, што кажува тоа за мене и за моите вредности? Го научив на потешкиот начин тоа дека ако оние со кои си во врска се себични и прават нешта што предизвикуваат болка, веројатноста е голема дека и ти си таков, само што не го сваќаш тоа. Гледајќи наназад во ретроспектива, успеав да согледам многу бројни знаци на предупредување во однос на карактерот на мојата поранешна девојка. Знаци што јас имав избрано да ги игнорирам или да замижам дека се тука, дека постојат кога бев со неа. А виновен за тоа си бев јас самиот. Сега веќе можев да го свртам погледот наназад и да видам дека и јас не бев баш она што би се нарекло момче од соништата. Всушност, често се однесував студено и арогантно со неа. Имаше и случаи кога ја земав што се вели здраво за готово, поради што таа се нервираше и беше повредена. И за овие нешта виновникот бев јас. Дали моите грешки ја оправдуваат нејзината грешка? Не. А сепак, јас на себе ја превзедов одговорноста никогаш повторно да не ги повторам истите грешки и никогаш повторно да не ги превидам таквите и слични знаци на предупредување, се со цел да се осигурам дека никогаш повторно нема да страдам од истите последици. Ја превзедов на себе одговорноста да се трудам моите идни врски да ги направам колку што можам подобри. И среќен сум што можам да изјавам дека успеа во тоа. Никогаш потоа не се случи некоја од девојките да ме изневери и да ме напушти и никогаш повторно не добив 253 удари во стомакот. Ја превзедов на себе одговорноста за сопствените проблеми и се подобрив токму благодарение на нив. Ја превзедов одговорноста на себе за мојата улога во таа нездрава врска и врз основа на неа ги подобрив подоцнежните врски во животот. И знаете што? Тоа што мојата поранешна девојка ме остави, иако беше едно од најболните искуства што сум ги искусил во животот, беше и едно од најважните и највлијателните искуства што ги имам доживеано. Токму на ова искуство му припишувам еден голем дел од личниот развој што следуваше потоа. Од тој еден и единствен проблем научив повеќе отколку од комбинацијата на голем број лични успеси. Сите сакаме да ја превземеме одговорноста за успесите и за среќата што ги доживуваме. Всушност, често и се фаќаме за врат околу тоа кој ќе ја превземе одговорноста за успехот и за среќата. Но превземањето одговорност за нашите проблеми е многу поважно, затоа што токму од тука на вистина се учи. Токму од тука доаѓа она вистинското подобрување во животот. А со обвинување на другите не правиш ништо друго освен што се повредуваш себе си. Реагирање на трагичните настани. Што е со навистина ужасните случаи и настани? Многу луѓе успеваат да се носат со тоа да се справуваат со одговорности поврзани со проблеми на работните места и можеби гледаат премногу телевизија, кога всушност би требало да се играат со децата или да се попродуктивни. Но кога ќе се случат вистински ужасни трагедии, тие згазнуваат на сопирачката на возот на одговорноста и се симнуваат од него кога ќе застане. Некои нешта за нив едноставно се чинат премногу болни за да може да се соочат со нив. Размислете малку околу ова. Интензитетот на настанот не ја менува вистината што е во неговата основа. Така, например, ако некој те ограби, за тоа што си ограбен очигледно не си ти виновен. Никој никогаш не би се согласил да му се случи такво нешто по сопствена волја.
Но исто како и со приказната за бебето на прагот, и овде си веднаш фрлан во своевиден виор на одговорност, каде што ситуацијата е живот или смрт. Дали да го возвратиш ударот? Те фаќа паника? Се вкочануваш ли? Ја известуваш ли полицијата? Може би се обидуваш да заборавиш и се притвараш дека такво нешто воопшто не се случило. Сето ова се избори и реакции за кои одговорноста, дали ќе ги спроведеш или одбиеш, е твоја. Ти не си го избрал тоа да бидеш ограбен, но и покрај тоа, одговорноста за справувањето со емотивниот и психолошкиот, како и правниот исход од искуството е сепак твоја. Во 2008 година, талибанците ја превземаа контролата на долината Сват, еден зафрлен дел во североисточен Пакистан. Тие таму мощно и брзо го наметнаа својот муслимански екстремистички светоглед. Телевизијата беше укината. Филмовите исто така. На жените им беше забрането да излегуваат од куќата без машка придружба. На девојчињата им беше забрането да одат на училиште. Веќе во 2009 година, едно 11 годишно девојче од Пакистан, Малала Юсфузаи, го крена гласот против забраната за школување. Таа продолжи да оди на часовите во локалното училиште, ризикувајќи ги и нејзиниот живот и животот на таткој. Таа исто така посетуваше и конференции во блиските градови. И на интернет напиша: како само талибанците се осмелуваат да ми го одземат правото на образование. Во 2012 година, на 14 годишна возраст, еден ден добива куршум в лица за време на патувањето со автобусот од училиште на кај дома. Маскиран талибански војник со пушка в рака се качил во автобусот и прашал: која е Малала? Кажувајте или ќе ви убијам сите. Малала самата му се пријавила. Еден сам по себе неверојатно храбар потек. И маскираниот и пукал в глава пред сите патници во автобусот. Малала падна во кома и за малку ќе умреше. Талибанците јавно изјавија дека ако некако успее да преживее, следниот пат ќе ја убијат и неа и таткој. Денес Малала се уште е жива и се уште е гласноговорник против насилството и угнетувањето на жените во муслиманските земји, веќе и позната како и призната писателка. Во 2014 година ја доби Нобеловата награда за мир. Се чини дека тоа што доби куршум в лице само ја направи попопуларна и похрабра од порано. А ќе беше мощно лесно едноставно да легне и да каже: па не можам да сторам ништо околу ова, или тоа е, немам друг избор. И тоа иронично, повторно ќе беше нејзин и само нејзин избор. Но таа одбра да го стори токму спротивното. Пред неколку години напишав нешто околу истиви идеи со кои се занимавам во поглавјева и на мојот блог, на што еден човек оставил свој коментар. Човеков таму велеше дека сум плиток и површен, додавајќи го и тоа дека немам никакво вистинско разбирање ниту за проблемите во животот, ниту за одговорноста како таква. Имаше напишано дека син му неодамна починал во автомобилска несреќа. Ме обвинуваше за тоа дека не знам што е вистинска болка и ме нарече глупак поради сугестијата од моја страна дека тој самиот е одговорен за болката што ја чувствува заради смртта на неговиот син. Овој човек очигледно почувствувал поголема болка од што повеќето луѓе може воопшто да се соочат во животот. Тој не го избрал тоа син му да почине, ниту пак тоа што тој починал било по негова вина. Одговорноста да се справи со оваа загуба му била наметната сама по себе, иако била сосем јасно несомнено и апсолутно недвосмислено несакано. Но и покрај сето ова, одговорноста за неговите емоции, верување и дејства сепак е кај него самиот и кај никој друг. Како тој реагирал во однос на смртта на неговиот син е негов сопствен избор. Болката како таква, од кој било вид, е неизбежна за секој од нас, но ние самите одбираме што значи тоа за нас. Дури и со тврдењето дека немал избор во целата ситуација и дека едноставно само си го сакал синот жив, тој дури и така правил избор, а тоа е само еден од многуте начини што можел да ги избере за да ја употреби таа болка. Се разбира дека не му реков ништо за ова.
бев премногу преокупиран со тоа дека навистина може би претерав во однос на она што тогаш го напишав и дека навистина немам поим за тоа што зборувам таму. Но ова е една опасност со која во оваа моја работа не можам а да не се соочам. Ова е еден проблем што самиот си го одбрав. И во исто време проблем за кој самиот бев одговорен во однос на тоа како ќе се справам со него. Од првен се чувствував ужасно. Но потоа, по неколку минути, почнав да се чувствувам гневно и луто. Она на што тој ми приговараше, едва да кореспондираше со она што јас всушност го кажував, си велев самиот на себе. Па тогаш, што поѓа волите е овде проблемот? Само поради тоа што не ми починало дете, не значи дека и самиот немам почувствувано што е тоа ужасна болка. И тогаш си го применив сопствениот совет на себе. Си го избрав сопствениот проблем. Можев да му се налутам на човеков и да влезам во расправа со него, да се обидам да го победам, во однос на тоа кој од двајцата почувствувал поголема болка, со што и двајцата несомнено ќе испадневме и глупави и нечувствителни. Или пак, можев да изберам подобри проблеми за себе, например вежбање трпение, поголемо разбирање и сочувствување со моите читатели, имајќи го на ум конкретниот човек, секогаш кога ќе пишувам за болка и за травматски состојби и настани. И од тогаш се обидувам да го правам токму тоа. А нему само му одговорив дека навистина жалам за неговата загуба. А што друго и би можело да се каже? Генетиката и картите што ни се поделени. Во 2013 година BBC собра 6 тинејџери со обсесивно-компулсивно расстройство и ги следеше додека посетуваа интензивни терапии за да им помогнат да ги надминат непосакуваните мисли и повторливите образци на однесување. Еден од нив беше Имоген, едно 17 годишно девојче кое имаше компулсивна потреба да ја потчукне секоја површина покрај која што ќе помине. Ако не успее во науменото, веднаш ја обседнуваа ужасни мисли дека семејството ќе погине. Потоа тука беше Џош, кој мораше да направи се што прави со двете страни на телото. Кога се поздравува со некого, мора да се поздрави и со левата и со десната рака. Кога јаде, мора исто така да ги користи двете раце. Кога преминува праг, мора да го премине со двете нозе и така натаму. Ако не го направи тоа, ако не ги изедначи двете страни, страда од жестоки напади на паника. Го имавме и Джек, класичен хипохондрик, кој не излегува од дома без ракавици на дланките, која преварува водата пред да ја употребува за пиење и кој одбива да јаде храна што не ја исчистил и не ја подготвил самиот. Обсесивно-компулсивно расстройство е ужасно невролошко и генетско расстройство што не може да се излекува. Во најдобар случај може да се третира. А како што ќе имаме можност да видиме, третирањето на вакво расстройство се сведува на третирање на вредностите на оној што е засегнат со него. Првото нешто што психијатрите што беа ангажирани на овој проект го правеа, беше тоа што им кажуваа на децата дека треба да ги прифатат несовршеностите на нивните компулсивни желби. Например, тоа значи дека кога на Имоген ќе надојдат ужасни мисли поврзани со смртта на семејството, таа треба да го прифати тоа дека семејството всушност и навистина може да ја умре и дека таа не може да стори ништо во врска со тоа. Едноставно кажано, психијатрите и кажаа дека треба да го прифати тоа дека она што и се случува не е по нејзина вина. Џош беше принуден да го прифати тоа дека на долги патеки неговото изедначување на сите негови образци на однесување со цел да ги направи симетрични, всушност му го уништува животот повеќе отколку што тоа би го правеле повремените напади на паника. А Джек беше често подсетуван дека што и да направи, бактериите и вирусите секогаш ќе бидат тука и секогаш ќе може да го заразат. Целта на ова беше децата да препознаат дека нивните вредности не се рационални, дека всушност нивните вредности и не се нивни, туку дека во поголема мера се должат на конкретното расстройство од кое се засегнати и дека со извршувањето на она што им го наложуваат овие ирационални вредности, тие всушност си ја нарушуваат нивната способност да функционираат во животот.
Следниот чекор беше охрабрување на децата да изберат некаква вредност што ќе биде поважна од онаа што им ја наложува нивното ОКР и да се фокусираат за неа. За Џош тоа беше можноста да не мора да си го крие растројството пред пријателите и семејството цело време, со што ќе му се отвори можноста да води нормален, функционален социјален живот. За Имоген тоа беше мислата дека може да си ја поврати контролата над сопствените мисли и чувства и да биде повторно среќна. А за Џек тоа беше можноста да ја напушти куќата во тек на подолги временски периоди без да страда од травматски напади. Со овие нови вредности, постојано држани во фокусот на вниманието, тинеџерите се впуштија во интензивни вежби за дестабилизација, чија цел беше да ги насочат кон тоа тие да почнат да живеат според ново стекнатите вредности. Она што следуваше непосредно потоа беа напади на паника, плач и солси. Џек удира во разни предмети околу него, пошто веднаш си ги мие рацете. Но, кон крајот на документарниот филм, се забележува дека е постигнат значителен напредок. Имоген веќе не мора да ја потапнува секоја површина на која ќе најде. Вели, во заднината на мојов ум се уште имам чудовишта и веројатно тоа ќе биде секогаш така. Ама сега се многу потивки. Џош може да мине и периоди од помеѓу 25 и 30 минути без да ги изедначи дејствата што ги прави со двете страни на телото. А Џек, кај кого подобрувањето на состојбата е можеби најголемо и најочигледно, успешно посетува ресторани и пие од шишиња и од чаши без притоа најпрвен да ги измие. Џек го сумира она што го научил мощно добро. Јас не го избрав овој живот. Јас не ја избрав оваа ужасна состојба. Но затоа можам да изберам како да живеам со неа. Морам да изберам како да живеам со неа. Многу луѓе сметаат дека со тоа што се родени со некаква мана, без оглед дали станува за некакво ОКР, обсесивно-компулсивно расстройство, или за низок раст, или пак за нешто од некаков сосема друг вид, како да се лишени од нешто мощно скапоцано. Се чувствуваат како да не може да сторат ништо околу тоа, па ја избегнуваат одговорноста за нивната ситуација. Си велат, не ја избрав јас оваа моја гнасна генетика, поттука не сум ни виновен ако нештата тргнат во погрешен правец. И тоа е вистина, тие за тоа не се виновни, но и покрај тоа одговорноста е нивна. Во студентските денови едно време малку се занесував дека би можел да станам професионален играч на покер. Бев успешен во тоа, победував и имав пари и се што доаѓа со тоа, но по речиси 1 година сериозно играње се откажав од оваа замисла. Стилот на живот што наложуваше останување буден цела ноќ, изјапање во монитор, еден ден добивајќи премии од илјадници долари, а веќе другиот губејќи го поголемиот дел од нив, не беше за мене. А тоа и не беше баш најздравиот или емоционално најстабилен начин за заработување за живот. Но времето што го поминав играјки покер, за мен имаше изненадувачки длабоко влијание во поглед на начинот на кој гледам на животот. Убавината на покерот е во тоа што, иако во него среќата секогаш игра голема улога, таа не ги диктира и долгорочните резултати од играта. На човек може да му бидат поделени ужасни карти, а сепак да победи некого кому му биле поделени одлични карти. Се разбира, оној кому му се поделени добри карти има поголеми шанси да победи во конкретната партија, но земено во целост, кој ќе биде победник зависи од токму така правилно размислуваните избори што секој од играчите ги прави во текот на играта. Јас во истата оваа светлина го гледам и животот како таков. На сите ни се поделени карти. Некому му се поделени подобри карти отколку на некој друг. И додека е мошно лесно да се разочараме од картите што ни се поделени и да се чувствуваме како некој да не зафркнал, основата на вистинската игра е во изборите што ги правиме со овие карти, во ризиците што се одлучуваме да ги преземеме и во последиците со кои избираме да живееме. Луѓето што постојано ги прават најдобрите избори во ситуациите во кои се затекнуваат, се токму оние што и во покерот остануваат најдолго во игра, што е исто така како и во животот. А тоа не е се секогаш оние на кои им биле поделени најдобрите карти.
Има луѓе што страдаат психолошки и емотивно од известни невролошки или генетски недостатоци. Но тоа не менува ништо во целосната слика. Се разбира, тоа што некој наследил некаква мана или недостаток воопшто не е виновен за тоа. Истото важи и за ниското типче што посакува успех во љубовниот живот, или пак за некој што е ограбен. Тоа што едниот е низок, а другиот е ограбен, воопшто не е по нивна вина. Но одговорноста да се справат со состојбата во која се наоѓаат е сепак нивна. Дали ќе се одлучат да побараат помош кај психијатар или некаков друг третман, или пак ќе одлучат да не прават ништо, изборот е само нивен. Има луѓе што страдаат поради лоши искуства во детството. Има луѓе што се сексуално малтретирани, злоупотребувани, зафркнувани и физички, и емотивно, и финансиски, и секако. Тие не се виновни за проблемите и пречките со кои се соочуваат, но се сепак одговорни. Одговорноста е секогаш кај нив. Да продолжат понатаму и покрај нивните проблеми и да ги прават најдобрите можни избори во согласност со условите во кои се наоѓаат. Овде треба да бидеме искрени. Ако треба да ги наведеме сите луѓе кои имаат некакво психијатриско расстройство, кои се борат со депресијата или со самоубиствени мисли, кои биле запоставени или злоупотребувани, кои се соочиле со некаква трагедија или со смрт на љубена личност и кои преживеале некаква сериозна болест, незгода или траума, велам, ако треба да ги избереме сите овие луѓе и да ги ставиме во една соба, па веројатно тоа би биле сите луѓе што ги познаваме, затоа што никој не минува низ животот без притоа да се здобие со некоја лузна, со некој белек. Се разбира дека некои луѓе се соочуваат со поголеми проблеми од другите. Има и такви што се жртви, што се мачени на најужасни начини, но без оглед колку ова може да не вознемири, тоа не менува апсолутно ништо во поглед на поимањето и сваќањето на одговорноста што секој од нас ја има во однос на состојбата во која се наоѓа. Глумењето жртва, неуспешното справување со прашањето на одговорноста, вината, прави луѓето да им ја префрлуваат одговорноста за решавање на сопствените проблеми на други луѓе. Оваа способност за ублажување на одговорноста преку овој образец на префрлување на вината на луѓето им овозможува привремено олеснување на тегобноста и своевидно чувство на праведност. За жал, една од лошите страни на интернетот и на социјалните мрежи и електронските медиуми е тоа што ова, префрлувањето на одговорноста на некој друг, било да станува збор за група или за поединец, денес е полесно од кога било претходно. Дури и кога станува збор за најмалите можни прекршоци или нарушување на некаков поредок. Всушност, овој вид јавна вина, срам, е нешто што е мощно популарно. Во некои кругови тоа дури се смета и за нешто што се вели кул. Јавното споделување неправди привлекува многу поголемо внимание и истурање емоции од кои било други настани што се споделуваат по социјалните мрежи, со што луѓето кои се способни постојано да се чувствуваат како жртви, непрекинато се стекнуваат со секогаш нови количества внимание и сожалување. Глумењето жртва денес е нешто што се цени и се употребува и од страна на десно ориентираните, и од страна на лево ориентираните, и од страна на богатите, и од страна на сиромашните. Всушност, денешново време може да е првиот пат во човековата историја кога буквално секоја демографска група се чувствува неправедно прогонувана во исто време. И сите тие го јаваат бранот на моралната огорченост што ова нешто го повлекува со себе. Сега, во токму истиот миг, секој што е навреден од што било, дали поради тоа што некоја книга со расистичка содржина била избрана да се обработува на факултет на академско ниво, или поради тоа што во локалниот трговски центар било забрането да се продаваат елки за Божик, или пак поради тоа што даноците за инвестицијските фондови се зголемиле за половина процент, се чувствува како да бил на некој начин угнетуван, поради што заслужува да биде гневен и да добие известна доза на внимание.
Тековната состојба во светот на медиумите е таква што ваквиот тип реакции во исто време и се охрабруваат и им овозможуваат простор за ширење и распространување, затоа што на крајот на краиштата тоа е добро за бизнисот. Писателот и критичар на медиумите Рајан Холидеј ова го нарекува порнографија на гневот. Наместо да се посветува внимание на вистински приказни и вистински проблеми, на медиумите има многу полесно и попрофитабилно да најдат нешто што е малку навредливо, да го пуштат во оптект, за тоа да стигне до широка публика, на тој начин да се создаде гнев, а потоа тој ист гнев преку медиумите да се пушти во оптек назад кај луѓето, кај публиката, на начин што ќе создаде гнев кај некој друг дел од населението. На овој начин се создава еден вид одек од глупости што постојано се движи помеѓу две замислени страни, при што во исто време вниманието на сите е одвлечкано настрана од вистинските општествени проблеми. Од тука не е чудо што денес сме политички поделени повеќе од кога било порано. Најголемиот проблем со овој образец на глумење жртва е тоа што тој го оттргнува вниманието од вистинските жртви. Тоа е како во онаа приказна со момчето што вика волк. Колку е поголем бројот на луѓе што се прогласуваат себе си за жртви, поради мали, незначителни причини, толку станува потешко да се согледа кои се навистина вистинските жртви. Луѓето стануваат зависни од тоа да се чувствуваат навредени цело време, затоа што тоа им дава некакво чувство на лесна опиеност. Да се биде самодоволен и морално супериорен, прави да се чувствуваш добро. Тоа карикатуристот и сатиричар Тим Крајдер во еден уреднички воведен збор во Нью Йорк Таймс го формулира вака: гневот е ист како и многу други нешта што прават да се чувствуваш добро, но по некое време почнуваат да те разјадуваат однатре. А во суштината, тоа е и поподмолен од повеќето други пороци, затоа што дури и не можеме свесно да го согледаме како задоволство. Но составен дел од живеењето во демократија и во слободно општество е и тоа што сите мораме да се справуваме со погледи, ставови и луѓе кои и не е нужно да ни се допаѓаат. Едноставно тоа е цената што ја плаќаме. Дури може да се каже и дека токму тоа е и целата поента на ваквиот систем на уредување. А се чини како луѓето се повеќе да го забораваат токму ова. Пожелно е внимателно да ги одбираме битките што ќе ги водиме, додека истовремено треба да се обидуваме и малку да сочувствуваме со така наречениот непријател. Добро е на вестите и на медиумите да им приоѓаме со здрава доза скептицизам и да избегнуваме да ги премачкуваме оние што не се согласуваат со нас со широка четка. Би требало за врвни начала да ги сметаме вредностите како што е честноста, да се залагаме за транспарентност и да го цениме сомнежот, а колку што е можно повеќе да се обидуваме да ги потиснуваме нештата како што е тоа да се има право за се и се што, поривот по тоа да се чувствуваш добро цело време и одмаздувањето. Овие демократски вредности се потешки за одржување во постојаниот метеж и врева на денешницата. Но, во исто време, мораме да ја сватиме и ја прифатиме сопствената одговорност во однос на овие нешта и соодветно да ги негуваме, без оглед на се. Токму од ова може би зависи и идната стабилност на нашиот политички систем. На прашањето како нема одговор. Многумина, откако ќе ги чујат сите овие нешта, би можеле да речат нешто како сето ова е во ред, ама како да се постигне? Сваќам дека тековните вредности ми се за никаде и дека избегнувам да ја преземам одговорноста за сите мои проблеми и дека сум едно само замислено властено прдле кое мисли дека светот би требало да се врти околу мене и околу буквално сите мои проблеми и тешкоти што ќе ги искусам. Ама како да се сменам? На ова прашање можам да одговорам само со мојата најдобра имитација на Јода. Направи го тоа или не го прави. На прашањето како нема одговор. Всушност, ти веќе и онака одбираш. И тоа во секој миг од секој ден. Зашто да ти биде гајле, така што промената е исто толку лесна како и тоа да одбереш да ти биде гајле за нешто. Тоа навистина е толку едноставно, само што не е лесно за постигнување.
А не е лесно за постигнување затоа што тоа ќе направи да се чувствуваш како губитник, како измамник, а најпрвен како глупак. Ќе бидеш нервозен, ќе се избезумуваш. При тоа, во текот на процесот, може да и се налутиш на сопругата, да им се налутиш на пријателите или пак на татко ти. Сето ова се несакани последици што произлегуваат како резултат на промената на твоите вредности или кажано поинаку, како резултат на промената во однос на тоа за што ќе ти биде гајле. Но тие се неминовни. Едноставно е, но навистина тешко. Да разгледаме некои од овие несакани последици. Ке се чувствуваш несигурно, тоа ти го гарантирам. Дали навистина треба да се откажам од ова? Дали ова е она вистинското што треба да го направам? Откажувањето од известна вредност на која си се потпирал со години ќе направи да се чувствуваш дезориентиран, како повеќе воопшто да не знаеш што е правилно, а што погрешно. Ова е тешко, ама нормално. Потоа ќе се чувствуваш како пропаднат случај. Си минал половина од животот проценувајќи се себе си според тоа старо начело, па кога ќе си ги смениш приоритетите, кога ќе ги смениш мерилата и кога ќе престанеш да се однесуваш како што си се однесувал дотогаш, веќе нема да можеш да најдеш на тоа старо, добро познато мерило за процена и поради тоа веднаш ќе се почувствуваш како некаков лажго, како превртливец или пак како никој и ништо. И ова е исто така нормално и исто така непријатно. И несомнено ќе најдеш на отпор. Многу од врските во животот ти биле изградени околу вредностите до кои досега си се придржувал, така што истиот миг кога тие вредности ќе се сменат, истиот миг кога ќе одлучиш дека учењето е поважно од забавата, дека тоа да склучиш брак и да формираш семејство е поважно од тоа да имаш бурен сексуален живот, дека да работиш некаква работа во која веруваш е поважно од парите, твојата промена ќе одекне и ќе се разнесе насекаде и ќе проникне во сите твои врски и односи со луѓето, при што многу од нив ќе ти експлодираат директно в лице. И ова е исто така нормално, а и ова ќе биде непријатно. Сите овие се неопходни, иако во исто време и болни несакани последици од тоа да избереш да ти биде гајле за други нешта. Да се најдеш на некое место што ќе биде многу поважно и повредно за целата твоја енергија од кое било друго претходно. А во овој процес на повторно проценување на твоите вредности, попатно ќе наидуваш и на внатрешен и на надворешен отпор. И повеќе од се, ќе се чувствуваш несигурно. Ќе се прашуваш дали тоа што го правиш не е погрешно. Но како што ќе видиме во продолжение, тоа е нешто сосема во ред. Се гледаме во 6-то поглавје. Чао!